Почитувани граѓани, кога овај парламент беше нормален, кога беше Митровден, ќе си одевме дома порано, затоа користам ова прилика сите денеска кои што имаат слава да им честитам за многу години да е денот. А почитувани граѓани, денеска која ќе славите или деновиве, ние нема да бидеме сведоци на директен пренос од седницата на влада, оние со испрашувања за извештајот на Европската унија. Ке нема квази испрашувања, ке нема лажни пофалби. Глумења, театар. Добро е што вистинскиот театар се враќа во Македонија. Го ценам и трудот на моите колеги од опозицијата, со низ аргументи докажуваат на сите нотирани забелешки и назадувања. Но да не бидеме наивни. Извештајот на Европската унија за Македонија ниту е тема за владата, а уште повеќе интересен и обврска за ова парламентарно мнозинство. Па во тој извештај нити се делат тендери, нити провизии. Таму не се вработуваат роднини и лица чиј единствен квалитет е книшка од ДУИ и ДПМНЕ. Дозволете, почитувани граѓани, да го аргументирам ова моје тврдење. Дете кога ќе направи некоја белја, субаво ќе му кажеш, ќе разбере. Нема да ја повтори белјата, а власта? Како реагира на напишаното од извештајот власта? За само 3 недели после добивањето на извештајот, да видиме што се случува во Македонија. Кога пишува во извештајот дека насилно се отстранети пратениците и новинарите од Собраниската сала, дека е донесен буџетот под контраверзни околности и дека во отсуство на повеќе представници на опозицијата донесени се закони и десетина нови закони поврзани со реформата на КИТО што создаде загриженост на инклузивноста на процесот, човекот позади мене и парламентарното мнозинство враќаат со ново кршење на Уставот, онака како што е дефинирана диктатурата во сите учебници. Имам мнозинство, ќе правам што сакам, односно цитирам, жалам, може би што вие немате сега доволно мнозинство, кога ќе имате, отом потом. Тоа го пишува и во секоја дефиниција за диктатура во една држава. Одиме понатаму. Европската комисија за судството пишува, судските одлуки има селективна правда, индиректен политички притисок, судски одлуки кои се невообичаено забрзани во однос на исходот или брзината, содржината на судските одлуки што некогаш има директни последици врз кариерата на засегнатите суди, особено во значајни и политички чувствителни случаеви. После извештајот, вчера ја читаме министерката за внатрешни работи, цитирам, тужбата е во судска процедура и го охрабрувам судот. Замислете, министерот за внатрешни работи го охрабрува судот да го закаже првото рочиште колку што е можно побарку за оглед на тоа што вистината и материјалните факти што ги презентирав се целосно на моја страна. Однапред знаеме сите како ќе помине Шилегов. Впрочем, на пратенички прашања овде министерката за внатрешни работи рече нема бегање, фактите се немилосрдни, Шиповиќ е виновен. Читам за после извештајот, почитувам господине Бесими. Одиме понатаму. Слободата на изразување е сериозно нотирана во извештајот. Се зборува за загрозеност во сите основи. Како реагира власта после извештајот? Пресатоот, среќа, тој не е предмет на анализа на извештајот. Па сме ослободени од малку хумор и за неговиот хумор. Тој подучува за кинеска демократија, повикува да го ги подучува новинарите од Либертас. Миленко изразува задоволство од пресудата за Кежаровски и состојбата на неговото семејство. Нормално Гордана испраќа специјалци против новинарите. И она најстрашното. Спружувањето од Илија Димовски на Мухамед Зекири преку порталот Без новинари Курир МК, каде што, замислете, се жигосува човек, кој што како и 90% граѓани во Република Македонија знае дека извинувањето на ЦАПА е фарса и дека не се во прашање јајцата. Замислете, Курир МК, односно Илија Димовски, каде го злоупотребува одењето во Мека на еден верник, се исмејува затоа што тој, замислете, смета дека е фарса извинувањето на ЦАПА кај премиерот Груевски. 90% од граѓаните го мислат истото.
Извештајот пишува за политичка и селективна лустрација. После извештајот, повторно илустриран, починат човек. Заменик премиер, ве молам, кажете како тој човек да се жали до второстепенат и до правниот суд? Ако имате некоја метода, кажете ми, многу граѓани се заинтересирани за тој живот од таа страна. Државната комисија за спречување на корупцијата во извештајот е нотирано дека јавната изјава за неправилностите во анкетниот лист на еден кандидат за градоначелник од опозицијата неколку денови пред изборите ја доведе во прашање на нејзината непристрасност. Денес имаме бисер над бисерите. Антикорупцијска комисија смета дека Мијалков може да има колку сака фирми во странство и дека може да има сметки во странство и дека тоа не е предмет на домашното законодавство. Па кажете, господине Бесими, сите сега ќе почнат да отвараат фирми по странство. Сите ќе ги преносат. Па што се мачеше Керим у 2 литри Кока-кола да бута 850.000 евра? Па ќе се ги зарегистрира сега слободно. И ова е одговор на владата на забелешките на Државната комисија за спречување на корупцијата. Европската комисија пишува дека јавниот долг е зголемен и дека постои сериозна загриженост за неговото растење. Кој е одговорот на Ставревски? Нови 700 милиона после добивањето на извештајот, 700 милиона евра и неговата констатација. Смешно е да се зборува за 9 милиона евра потрошени за 30 дена. Ја знам, оваа влада се грандомани. Тие живеат во еден тук свет и друг свет. 9 милиони евра за вас се ништо, но за Република Македонија и граѓаните се многу. Вие може да се вртите со 15 милиона евра панорамско трткало, ама мислам дека има други приоритети во Република Македонија. Во јавната администрација зборуваат 1500 вработени кои седат дома и тоа е цената што Дуја ја плаќа на се ова што се случува во Република Македонија. А кој е одговорот на владата? Лотарија преку телевизија за партиските кадри на ВМРО ДПМН и ДУИ. Македонската телевизија ги живее најцрните денови во својата историја. Извештајот пишува, а секојдневно сме сведоци дека и покрај тоа што на пресконференциите доаѓаат, не известуваат за она што се случува. Барем тоа сунгерот што е МТВ да го тргнат, па да не се брукаат. Нападите и дискриминацијата кон ЛГБТ заедницата е сериозно напишана. Кој е одговорот на владата? Не е откриен ни еден сторител на каменување на куќи и на седиштето. Во Македонија радио станици одбиваат да ја спроведат кампањата за љубов за сите која ќе се организира на 16 ноември. Одиме понатаму. Велите или во Европската комисија ни вели, наместо општество базирано на знаење, парите се трошат за непродуктивни трошоци, како што е во преводот од ваша страна шминкањето. Јас декорирање нема да го преведам како шминкање, тоа е еден трик што сакате да го направите. Ова разубавувањето вие го имате преведено во секретаријатот, ќе се сложите, Скопје не се разубавува, бидејќи и со овој лош превод не може тоа да го направите. А кој е одговорот на владата после добивањето на извештајот? Нова фонтана на плоштадот, панорамско тркало од милиони евра и нови шпански скали со се зграда. Зборува Европскиот извештај за запрениот процес на децентрализацијата. Кој е одговорот на ВМРО ДПМН? Советниците од ВМРО ДПМН во центар гласаат против сопствената општина после добивањето на извештајот. Намалени странски инвестиции. Го гледам денес министерот Ивановски зборува со потпредседателот на Интел дека Интел ќе вршел обука на македонски фирми. Вчера потпредседателот на Интел беше во Србија. Там отвора фабрика за изработка на мобилни телефони Тесла. Тоа е разликата во пристапот што една држава има, Србија и Македонија. Во Србија отвара фабрика, кај нас ќе обучавале фирми. До 14 октомври требаше владата да одговори за гасификација и договорот за гасификација со Газпром. Европската комисија го нотира дека има сериозна загриженост со европските стандарди. Почитувани граѓани, барањето на Грција за промена на името е неразумно, нерационално и нефер. На Македонија треба почеток на преговори веднаш. Пријатели од Европа, не ги казнувајте граѓаните, зашто Груевски и владата ве лажат. Почитувани граѓани, мора да се разбијат митовите дека можеме сами
јадејќи корени изгазени од индиски крави. Јадењето корени не е веќе ин на Балканот. Почитувани граѓани, децата разбираат субаво, ама некои разгалени од футели, очигледно не. Доста е. Вие сте на потек. Има збор, господја Фенде.